Над 300 мотоциклисти оваа година беа дел од меѓународното мотоциклистичко рели, што се организира по повод 8 септември, денот на независноста. Моторелито го организира Моторциклистичката федерација на Македонија, а Кочани и оваа година беа домаќини на првата пауза и одмор по претходно зацртаната маршрута. Кај градскиот стадион се собра над 300 моторциклисти, кои по пауза од 1 час ја продолжија својата маршрута. Мотоклубот Желки од Кочани веќе трета година поред ја организира првата попатна пауза на традиционалното моторели Македонија, што се одржува веќе 31 година без прекин. Јас само сакам да додадам дека ние благодарение на нашите спонзори обезбедивме појадок, освежителен пијалок и десерт за сите присутни учесници на оваа спортска манифестација. Пред се сакам да ги поздравам нашите спонзори и да им се заблагодарам. Тоа се Руен Тинг, Автовелт од Кочани и Винчини од Виница. Одовде продолжуваме по натамошната маршрута. Се завршува релито во Скопје во недела и се надевам дека се ќе помине во најдобар ред. Председателот на Моторциклистичката федерација на Македонија Зоран Трајковски се заблагодари на домакините за гостопримството и најави дека со 3-дневно возење низ градовите во државата, сите членови во моторелито ќе имаат прекрасна забава. По 31 пат успешно традицијата продолжува што ни оставува по старите возачи и осмислители на релито. Голем благодарност до мотоклубот Желки што по трет пат не угостува во својот град со првата пауза. Значи тука правиме прва пауза од прилика 1 сат, продолжуваме према Виница, Берово, Струмица исто имаме пауза. Од Струмица идеме за Дојран, у Стар Дојран имаме ноќевање, забава и вечера која организира Мотофедерација на Македонија. Тоа е првиот ден. Вториот ден стартуваме у 10 сат, идеме во Ландово, Неготино, Кавадраци имаме исто пауза од 1 сат, од Кавадраци идеме за Прилеп Битола, Битола имаме 1 сат пауза, од Битола Ресен преку Галичица во Охрид, во комплексот на Бонанца имаме вечера, додела на награди и забава. Тоа е вториот ден крај, третиот ден стартуваме во 1 сат од плоштад на Охрид, идеме за Кичево, Кичево исто имаме пауза до ручек, од Кичево Костивар, Тетово, Скопје на площад на Македонија го завршуваме 31-то рели, се надевам без никакви проблеми и дека ќе биде многу успешно. Помеѓу моторциклистите, најмногу внимание привлече 81 годишниот моторциклист од Скопје, кој учествувал на многу вакви моторели. Со мотоциклизам се занимавам од 1964 година. Многу одамна, имам и многу години, 81 година имам. И 10 години сум најстар учесник на ова рели. Денешната етапа беше малку непредвидлива поради временските услови. Имавме малку незгода во Куманово, не ни беше најавено, улица беше препречена и тоа главна улица. Малку се порасторивме и затоа сега многу покасно доваѓа доста моторџи. Веројатно председателот кажа преку 300 учесници има на релито, се одржува 31 пат поред по повод денот на самостојноста на Македонија 8 септември. Јас сум учествувал на многу рели други. Ова е едно од најдобро организираните со традиција во регионот. Учесници има од сите поранешни ју републики. Од Грција и Бугарија порано многу доваѓа, сега поради ковид малку е намален бројот, али бројката е сосема задоволителна. Овој настан се организира со поддршка од стопански фирми како и од општина Кочани. Покрај поддршката која што ја дава општина Кочани на традиционалниот моторели, кои денеска сме имаме чест и задоволство да ги причекаме во општина Кочани, сите заеднички учествуваме во зајакнување на собраткајната култура, која што е дел од кампањата на општина Кочани, полициска станица Кочани и средното општинско училиште Гошо Викентиев Кочани. Заедничи, совесно, одговорно во сообраќајот заедно. На денешното моторели во Кочани присуствуваше и градоначалникот Љупчо Папазов, кој ги поздрави сите присутни моторциклисти.